Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека треба да внимаваме. Значи, треба да внимавате што правите во вашиот живот, што внесувате. На тој начин исто се оддалечуваме ние од Бога. Кога внесуваме негативни или мртви или месо, мртви животни, значи некој го заклал тоа животинче, таа болка ја внесуваме ние самите во себе, бидејќи се енергија, иако ние сме материја, вие знаете сами од себе дека иако сме материја и физичко тело, ние сме реална енергија. Тоа да излезете надвор на улица и да позборувате со некој рандом човек, ќе почувствувате одма размена на енергија со тој човек. Што значи се оддалечуваме од Бога кога она што е наша должност во денот и одговорност го ставаме во рацете на другиот. А примаме вибрации кои што не знаеме какви се, а може би се од зло, од негативна енергија, од тага, од несреќа и така натаму. И она што стално го давам, тука спаѓаат и сите оние материјални производи, креми, шампони, лосиони, капки, масла, значи млека за тела, брендирана облека, значи ланчиња, аксесуари, скапи парчиња облека, што и да е, се што е создадено, кое што е со цел за материјално да се направат пари, тоа има жик на проклетство. Тоа има жик на материјализам. Значи, не го гледам другиот како брат, го гледам како нешто што сакам да му ги земам само за мене да имам пари, значи затоа се тие скапи нешта. Или денеска еве стално гледам и ми излегуваат на реклами. Наводно некои измислени креми, апчиња, значи додатоци во исхрана кои што на некој начин тебе ќе ти ја смиратат депресијата и анксиозноста или не знам ситуацијата во која што се наоѓаш или ќе те излечат од некаква си болест, а реално сето тоа е само последица на погрешниот начин на живот. И кога ние ги внесуваме тие нешта, ние се оддалечуваме од себе, од Бога, бидејќи ние сме реално создадени здрави, ние сме создадени да бидеме конектирани со Бог, со Божественото, духовно да бидеме чисти, морално, етично, воздигнати и во организмот да бидеме здрави, значи да имаме баланс во телото и не ни се потребни додатоци. И кога ние таа животна енергија користиме нашиот ден да го благородиме со наши способности, наша работа, наша храна, наша приготвена салата, намирници, кога тоа ќе го споделиме со партнер, со дечиња, во мир, во природа, ние имаме здрав начин на живење, бре луѓе. Не ни се потребни тогаш никакви додатоци кои што ќе ни ја поправат состојбата. Нема да имаме никаква состојба, ќе имаме здрав начин на живот. Па на крај крајава, ако тоа е решение и да се одселиме од големите градови, не ви се потребни, искрено јас и на моја лична кожа сум сватила, џабе си дипломите. Залудни ни се, ако сме несреќни. Значи, на крај подобро е да се отиде на некое рурално место и да си создадеш нешто од свој раце, кај што нема да зависиш нити од друг, ќе зависи се од тебе и ќе сватиш дека едноставно навистина реално подобро животот да го воздигнеш неформално, индивидуално, изолирано, со неколку одбрани луѓе, отколку да влезеш во системот кој што ќе те сруши дополнително. Ви благодарам многу. Се надевам дека овој филозофски тек на мисли не беше досаден и напорен. Верувам дека се освестивте за многу нешта. Тоа беше мојата цел. И се надевам дека за овие теми ќе подразмислите убаво, бидејќи еден е животот. Мислам, во оваа материјална форма е еден. Ако вие сега не направите нешто од него, што правите тогаш? Ќе се инкарнирате во следниот живот на исто ниво на кај што сте дошли. Не го правете тоа. Дајте, воздигнете се. Не го гледате системот, општеството, ништо не гледате. Гледате само вие, вака. Хуп, како јас да излезам од ова на прав пат.
А како кога не сте сами, значи вие имате Божјо водство. Јас сум личен сведок на тоа и многу луѓе се сведоци на тоа. Значи Бог постои, Бог е тука, Бог ве сака, само вие треба да создадете на многу дебела конекција со Бога. И останатото препуштате го на Него и сѐ ќе ви се нареди во вистински момент. И јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео. Така да чим човек осети присуство, Божие присуство, значи осеća se da više nije usamljen, njemu odmah lakše. I on zna, nema problema. Meni je za leđe moj veliki burazir, koji me štiti od svake bande, od svakog mangupa na ulici. I ti ideš slobodno kroz svoj kraj.